Мислам дека генералната тенденција на Министерството, како и во се друго што ја прави оваа влада во држава, е да завладее со универзитетите. Значи, тоа не е прашање на автономија. Автономијата одамна е заборавена. Туку е да се вмешаат, затоа министерката и Министерството, односно министрот, да завладеат со секој детал од тоа како работат универзитетите. При тоа немаат начин како да се спротивстават со овие веројатно 15 на вишок од универзитети кои што постојат и чишто квалитет е таков како што е, се обидувам да збирам зборови. Немаат сила тоа да го што и веќе постои да го спроведат, туку измисливаат разноразни ограничувања кои што влијаат врз интердисциплинарност во пристапот на универзитетите. Во законот ни еднаш или еднаш се спомнува artificial intelligence. Мислам дека дигитализација ни еднаш не се спомнува. Доведени се такви строги правила што може да се случи за да запишеш докторанти, да речеме не повеќе од 6 докторанти, ти даваат квота, не знам што. Тоа такво едно вмешување, наместо да отворат и да стимулираат, законот ќе пишува апсолутно со еден рестриктивен. И тоа во земја која има 0,20 и не знам колку е последниот процент, 0,27% вложување од буџетот за наука и развој. Европскиот процес е негде меѓу 2,5-3%, а Израел, господина Борјан, 6%. Ти не можеш да очекуваш дека овдека ќе се развија истражување и наука. И сега сме фрвени во една дивина. Овие носат закон од 200 страни за да интервенираат во што поголема контрола во се што ќе се случува. Повторно тоа желба да они контролираат се.